25-годишниот ТБ, жител на село Малотино, општина Старо Негоричине, е првиот македонски серијски убиец, потврди обвинителот Љубомир Лапе. Истрагата за убиецот од Старо Негоричине, кој се води како прв серијски убиец на жени во Македонија, открила уште 4 нови кривични дела, 2 убиства и 2 обиди за убиство. Јавното обвинителство Куманово, истражниот центар при Јавното обвинителство Куманово, во соработка со СВР Куманово и останатите надлежни државни органи, по спроведена подобиени нови докази, ја проширивме истрагата против истиот сторител, и тоа за 2 нови кривични дела убиство од квалификуван облик и 2 кривични дела обид за убиство од квалификуван облик, при што сега севкупно се води истрага за 6 кривични дела, од кои 4 се кривични дела довршени и 2 кривични дела убиство кои што останале во обид. Како што соопшти денеска на брифинг обвинителот Љубомир Лапе, се работи за прв случај на серијски убиец со елементи на фемицид, бидејќи сите жртви биле жени и биле нападнати токму поради нивниот пол. Она што особено би сакал да истакнам е дека, колку што ми е мене познато, се работи за прв случај за којот доказите произлегува дека се работи за серијски убиец кој што сторил и кривично дело фемицид, односно при вршење на родово базирано насилство. Истрагата ќе продолжи и очекуваме за кратко, за реално време да поднесеме и обвинителен акт против ова лице. Воедно ве известувам дека ова лице се уште се наоѓа во притвор кој што му беше продолжен. Исто така, по есхумација на телата, секторот за внатрешни работи Куманово до основното јавно обвинителство Куманово поднесе и кривична пријава за сторено кривично дело, несовесно вршење на службата против мртвопроверителите МС и ДД од Општа болница Куманово. Најмалку 3, а максимум 20 години затвор го чекаат штипскиот педофил, предвидени со членот 188 став 5 во врска со член 45 од Кривичниот закон на Македонија за продолжено кривично дело. Ова е основот по кој иницијално е обвинет серијскиот педофил од Штип, 65 годишниот АШ, професор по математика во приватен образовен центар, објаснуваат правни експерти за ТВ Стар. Случајот правно е сериозен, а обвинувањата исто така. Доколку обвинителството остане со истиот став, обвинетиот се соочува со висока затворска казна. Судскиот процес ќе даде дополнително светлина на случајот, пошто ќе биде јасно колкав е обемот на кривичното дело, според што ќе биде изречена и соодветна казна. Објаснуваат суговорниците за ТВ Стар. Во моментов се спроведува тајна истрага која опфаќа изјави на оштетените деца. Се собираат докази, а се спроведува и вештачење на траги и на службените и правни компјутери и телефони на обвинетиот. Колку ќе трае истрагата е неизвестно, бидејќи станува збор за сложен и сензитивен случај. Судија на претходна постапка беше Јулијана Неткова од Основниот суд во Штип, која според доказите категорично побара почетни 30 дена притвор и според сите индиции тој ќе биде продолжуван се до изрекување на пресудата. Ова потврдува дека и во старт има доволно аргументи и докази АШ долго да остане во Кумановскиот истражен затвор. Во 13 од 20 проверени случаи направени се непотребни медицински интервенции, констатира Странската комисија за истражување кардиолошки и кардиохируршки интервенции на приватните клиники во Македонија. Изнесоа денес министерот за здравство Азир Алиу и директорот на Институтот за судска медицина доктор Александар Станков. Странската комисија кај 4 пациенти констатираше дека, цитирам, обезбедениот третман во целина бил медицински соодветен, навремен и во согласност со прифатените стандарди на клиничка пракса. Додека кај останатите 9 пациенти, според странските експерти, цитирам, велат вака: документацијата укажува на сомнителни наоди во текот на диагностичката евалуација, например, несогласување меѓу ангиографски наоди од коронографијата и писмениот извештај. Во однос на овие случаи, комисијата оценува дека, цитирам,
Одредени аспекти од третманот и водењето на пациентите биле под очекуваните професионални стандарди и можеби неповолно влијаел врз клиничкиот исход врз нив. Интервенциите за кои комисијата смета дека биле непотребни, направени се во следните институции. Во јавноздравствена установа Универзитетска клиника на кардиологија, јавноздравствена установа Универзитетска клиника за кардиохирургија, Клиничката болница Штип, ГОП 8 септември, ПЗУ Кардио Арт Штип, Клиничка болница Жан Митрев и Клиничка болница Аџибадем Систина. Анализите на комисијата ќе бидат доставени до надлежните институции, а за натамошниот исход ќе одлучуваат тие. Овој извештај ќе биде доставен од комисијата до сите соодветни институции кои што ги спомна министерот, а комисијата и понатаму има своји обврски. Според решението, нашата комисија треба да излезе на терен и рендом да провери медицинска документација во сите овие болници кои што се занимаваат со кардиолошка и кардиохируршка дејност. ВМРО, ДПМН и СДСМ денес меѓусебно се обвинуваа кој управува и во чија сопственост е правдата во Македонија. Двете партии на оваа тема излегоа со пресови. Скандалозното затворање на обвинителската постапка за предметот наречен мазут вреден 167 милиони евра е доказ за големото влијание кое Али Ахмети, Венко Филипче и Зоран Заев го имаат врз обвинителството и судството, или во случајов врз шефот на ОЈО-ГОК Ислам Абаси. Целата јавност во овој скандалозен случај виде перење на пари, криминал и труење на животната средина, само Ислам Абаси не виде ништо. Мицковски нарачува, Савевски испорачува. Слушнавме како Мицковски дели задачи од собраниска говорница. Со неговите чувства, слушнавме како елиминира независни обвинители од постапка на телевизија, сега и по телефон дека дели задачи. Ете, така изгледа партизираното судство и обвинителство во Македонија. Така изгледаат реформите на Мицковски и организираната криминална група ВМРО. Затоа, 160 дена нема одговор, нема никаква реакција од обвинителството за криминалните тендери кој јавно ги објави антикорупцијскиот тим на СДСМ. Милорад Додик во интервју за руската агенција ТАСС изјави дека Република Српска очекува Путин да присуствува на осветувањето на руско-српскиот храм во Бања Лука. Според него, храмот е речиси завршен, а останува уште внатрешното сликарство. Тој го опиша како место каде што рускиот и српскиот свет ќе се сретнат и каде што ќе се промовираат заедничката историја, вера и братство. Сепак, од Москва за сега нема официјална потврда дека Путин ќе ја посети Бања Лука. Кремљ неодамна објави дека Путин во Москва се сретнал со председателот на Република Српска Синиша Каран, председателот на Народното собрание Ненад Стевандич и со Милорад Додик, што покажува дека политичките контакти меѓу Москва и Бања Лука остануваат активни и јавни. Најмалку 18 рудари од рано утрово се заглавени во окно во рудникот Трепче во северниот дел на Косово, јавуваат тамошните медиуми. Председателот на синдикатот на рударите Ибрахим Јонизи изјавил дека претходно во рудникот биле заглавени 40 луѓе, но еден дел од нив успеал да излезе над земја. Тој не прецизира зошто рударите се заглавени под земја, додека според косовските медиуми тие се блокирани поради дефект на главна трафостаница. За сега нема план како и кога би се организирала акција за спасување на рударите, а надлежните уверуваат дека нивната здравствена состојба е добра. Кандидатурата на Црна за членство во Европската Унија е чекор поблиску до реализација. Брисел формираше специјална работна група за подготовка на правните детали за договорот за пристапување. Оваа адхок група, составена од представници на земјите членки на Европската Унија, внимателно ќе го следи процесот што може да ја внесе Подгорица во блокот. Целта е Црна Гора да стане членка на Унијата до 2028. Европската Унија овој процес го смета за клучен тест за политиките на проширување на Европскиот блок во наредните години. Успехот на Црна Гора би испратил силна порака до целиот регион на Западен Балкан дека вратите на Европската Унија се отворени за земјите кои ги исполнуваат неопходните демократски и правни критериуми.
Подземна и инфраструктурна работна активност се спроведува во населбата Пролет во Делчево. Ќе бидат променети водоводни и канализациони системи кои ќе обезбедат стабилно снабдување со вода и комунална одводна ефикасност. Вчера започнавме со реализација на голем проект во новата населба Пролет, кој што е вреден 8,4 милиони денари, средства кои што обезбедени од владата преку Министерството за транспорт и врски. Во моментот се работи на изградба на подземна инфраструктура во населбата, со што започнува реализација нови голем проект во самата населба. Со самиот проект се предвидени изградба на улица 4 дел од улица 3, дел од улица 5 и дел од улица 1. Овде ќе се гради и фекална и атмосферна канализација за самата населба и изградба на систем за водоснабдување. Коцевски во Делчево денес најави почеток на долго работно лето. Инаку деновите е објавен и општиот тендер за изградба на патна инфраструктура кој што е во висина од 9 милиони денари, цена ПЗВ кој што се средства обезбедени од буџетот на општина Делчево. Овој тендер пак најавува работно лето во Делчево, изградба на инфраструктура која е во насока на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Во самиот тендер е предвидена изградба на неколку улици, санирање на критична инфраструктура и слично. Паралелно јавното предпријатие во градот ја обновува сообраќајната хоризонтална сигнализација. А инаку во Делчево спомнавте во теки и одбележување на хоризонтална сигнализација на сите сообраќајници, што представува редовна активност на општина Делчево, кога станува збор за одбележување на хоризонтална сигнализација, со што се безбедуваат услови за безбедно користење и употреба на самите улици. Со оваа активност ќе биде опфатена вкупна површина од околу 500 квадратни, а ќе се обележат осовински линии, водилки, велики сообраќајни, острови, пешачки премини и слично. Советот на општина Берово на денешната 11-та седница усвоија повеќе точки поврзани со финансиското работење, инфраструктурата, урбанизмот и образованието. Во фокусот на седницата беше донесувањето на измените и дополнувањата на буџетот на општина Берово за 2026 година, односно ребалансот на буџетот, како и измените на повеќе општински програми. Советот ги усвои и правилникот за доделување парични награди за ученици и ментори од основните и средни училишта. Според правилникот, учениците кои се надпреваруваат индивидуално ќе добиваат од 3000 до 8000 денари во зависност од освоеното место и рангот на надпреварот. За тимските надпревари наградите ќе се движат од 4 до 20.000 денари. Предвидени се и парични награди за менторите кои за освоено прво место на меѓународен надпревар ќе добиваат 6000 денари, додека за државни надпревари наградите ќе изнесуваат од 2 до 4000 денари. Соопштија денес од општина Берово. На седницата беа усвоени кварталните финансиски извештаи, измените на програмите за комунални дејности, јавна чистота, локални патишта и заштита и спасување, како и повеќе одлуки од областа на урбанизмот и инфраструктурата. Градската фонтана во Свети Николе е пред комплетна реконструкција. Фонтаната ќе добие современ и модерен изглед, а незината нова визуелност е вовед во уредување на градскиот парк. Реконструкцијата на градската фонтана е веќе започната, завршена е тендерската постапка, подпишан е договор со изведувачот, така да во наредниот период фонтаната ќе добие нов лик, ќе биде ставена хидроизолација, ќе има промени во тековите на вода, во осветлување и така натаму, така да за временскиот период од договорот ќе имаме комплетно нова фонтана која што за разлика од претходно овој пат ќе трае долги години. По фонтаната следи реконструкција на споменикот на паднатите борци, а на крај и сеопфатно уредување на паркот. Споменикот на паднатите борци од Народно-ослободителната борба ќе се реконструира во наредниот период. Во текот на јуни месец ќе биде пуштена тендерска постапка и по завршување на тендерската постапка ќе се заврши комплетна реконструкција на споменикот, не само на делови, него комплетно и ќе го добие ликот како што го заслужува. Во моментов во Свети Николе на неколку локации се одвиваат активности кои се однесуваат на инфраструктурни проекти. Треба да биде завршен и патот што води кон градинката во село Ерџелие, за да конечно оваа година ја пуштиме во употреба. Ќе бидат поставени фотоволтаици на општината и сите локални институции во градот
ќе започната е промена на кров и фасада на гимназијата, започнат е проектот реконструкција и партерно уредување на училишниот двор во основното училиште Гоце Делчев, така да од јуни месец се очекува стварно офанзива во градежна офанзива во нашиот град. Ваков тип на градежни зафати ќе се одвиваат интензивно во текот на целата градежна сезона и сите се дел од програмата за градежни активности. Фудбалскиот клуб Брегалница Штипе е пред продажба за што денеска одлука за започнување на постапката донесе Советот на општината. Во прашање е бизнисмен од Германија со кого преговорите се водат по долг период. Тој целосно е запознаен со кадровските и инфраструктурните потенцијали на клубот, но главен услов купопродажбата да се реализира е клубот да нема ниту денар долг и да влезе во првата лига. Според председателот на фудбалскиот клуб Брегалница, Ангел Бојаджиев, и двата услови ќе бидат исполнити со што реализацијата на договореното е реална. Германскиот бизнисмен, кого од клубот засега не го откриваат, располагал со уште еден фудбалски клуб во Германија, а неговите амбиции во врска со Брегалница биле големи, потенцира Бојаджиев. Денешната одлука за продажба на Брегалница ја подржаа и советниците од Социјалдемократскиот сојуз, но од локалната власт побараа гаранции. Како советничка група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, сакаме јасно да истакнеме дека секогаш ќе поддржуваме развој, напредок и стабилност на брендот на Штип, а тоа е фудбалскиот клуб Брегалница. Овој клуб е символ на градот, гордост на генерации штипјани и институција која што заслужува сериозен, одговорен и чесен пристап. Токму заради овие факти, фудбалскиот клуб Брегалница не смее да биде жртва на неспособност, импровизации и пиар политика. На клубот му треба сериозен и транспарентен пристап со јасна визија, одговорност и вистинска грижа за негова иднина. Сообраќајната некултура во Штип се засилува во пресрет на летото. Разбудените моторџии безобразно и дрско се однесуваат на штипските улици. Вознемирени жители на населбата Сењак до телевизија Стари спратија материјали на кои очигледно се гледа до кое е нивото на сообраќајна некултура во доцните часови. Нешто слично се случува и во Кошани, каде автомобили безобзирно се паркирани на среде пат, попречувајќи го сообраќајот и намалувајќи ја безбедноста во сообраќајот. Мотор останал да виси на семафор по неверојатна сообраќајна несреќа што се случила во канадскиот град Ванкувер. Снимката од надзорната камера открила и како моторот завршил на семафорот. Возачот на крстосницата налетал на автомобил кој од спротивната насока свртувал лево. Мотоциклистот по судирот прелетал над автомобилот и завршил на коловозот, додека моторот бил отурнат високо во воздух, се завртел неколку пати и останал да виси на семафорот. Канадската полиција соопшти дека возачот на мотоциклот бил пренесен во болница со тешки, но не и животозагрозувачки повреди. Утре времето претежно сончево. Температурите ќе се искачат до 24 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 13 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 48%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбенци со по 24 степени, Пробиштип 21, Чешиново Блешево 24, Кочани 23 степени. Температурата во Виници и Македонска Каменица до 21 степен, во Делчево 22, во Пекчево 18, а во Берово максимални 19. Според православниот календар, утре е пренос на моштите на Свети Атанасий Велики. Католиците си спомнуваат за Софија.